Јас ја користам оваа прилика да им честитам и куќна слава на оние кои што имаат и имен ден сите оние кои што се Миле или Михаил. Почитувани колеги, пратеници, поминаа некаде околу 30 до 40 закони на оваа пленарна седница, со кои што во голем број на области или во сите, колку има закони, толку се области, оваа влада или парламентарното мнозинство гласајќи ќе воведе систем на лиценцирање во сите области. Прво да расчистиме, Социјалдемократскиот сојуз не е против постојано стручно усовршување, доживотно учење, меѓутоа е против начинот на кој што се врши ова лиценцирање. Имено во сите овие околу 50 на закони во сите области, почнувајќи од земјоделието, здравството, социјалата, транспортот и урбанизмот, се воведува систем на лиценцирање на начин што во сите случаи испитот за лиценцирање или за издавање на лиценци, техничкиот дел, така како што го објаснува владата и парламентарното мнозинство, ќе го спроведува правно лице кое што е регистрирано во Централниот регистар, а избрано од ресорниот министер. За нас, како пратеници на Социјалдемократскиот сојуз, ваквиот начин на спроведување на лиценцирањето не е во функција на подобрување на знаењето на оние лица кои што треба да вршат вакви дејности, туку напротив, ваквиот систем на лиценцирање и точно ваквиот начин на спроведување на испитот за лиценцирање во сите овие области, каде што приватно правно лице ќе го спроведува или ќе го врши овој технички испит, е основ за практично одлевање на средства или од буџет, или од страна на граѓаните кои што ќе го полагаат овој стручен испит на сметките или во джебовите на фирмите кои што или правните лица кои што ќе бидат избрани од ресорните министерства. Ваквиот начин на регулирање на ова прашање е штетно по интересите на оние граѓани кои што ќе полагаат, затоа што ќе им зафати дел од буџетот, а и практично ваквиот начин на кој што се полага ваквите лиценци, каде што почнувајќи од комисиите за составување на прашањата, па до оние комисии кои што ќе го надгледуваат процесот на полагање, практично е сконцентрирање на моќ, сила на министерот и практично вршење контрола над сите овие области или надлежности каде што ќе се врши лиценцирање, и ова е еден систем практично на држење под контрола на сите овие лица. Затоа пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз постави прашање: зошто владата се одлучила на ваков начин приватно правно лице, без да има утврдени услови кои што ќе ги исполнува? Доволно е да биде само регистрирано во Централниот регистар, да може да го спроведува овој испит. Зошто тоа не го прави државата? Беше одговорено дека било финансиско оптеретување, меѓутоа повторно овде од пленарна седница ќе прашаме дали државата има финансиска конструкција, колку би ја коштало самата држава, доколку институциите на системот го спроведуваат овој систем или овој испит на лиценцирање, за да не убеди дека навистина треба многу средства, и зошто се одлучиле за вакво решение каде што фирма ќе спроведува лиценцирање, внимавајте, во области или на вработени кои што вршат чувствителна дејност, почнувајќи од вработените во социјалата, во градинките, во училиштата, и така натаму да не бројам. Ако се земи во предвид колкава е оваа група на која што ќе бидат опфатени со лиценцирање, кои што ќе мораат да полагаат или да ги обновуваат лиценците секој 5 години, имајќи во предвид дека правно лице, а не државните институции ќе го спроведуваат овој испит,
јасно зборува зошто владата се одлучила на ваков начин да се полага овој испит. Тоа е за одлевање на средства на фирми, на сметки на приватни фирми и во приватни џебови. Благодарам. Благодарам.